Господине Крстев, еве во овој преоден рок, каде заминувате, со каков ангажман и како резултат на што е тоа? Па видите, заврши сезоната, јас веќе го напуштив фудбалскиот клуб Осово и бев слободен, така да веќе имав контакти со неколку клубови од Источна Македонија. Не брзав со својот ангажман, одеднаш излезе непланирано, значи се појави контактот со Охрид 2004, отидов на разговор, за кратко време се договоривме и веќе од 11 јули среда почнуваме со подготовките во 18 часот. Која е тоа екипа, нешто повеќе за неја да ни кажете? Па тоа е екипа која што минатата година се надпреврши во првата македонска фудбалска лига, испадна. Управниот одбор како и претседателот најавуваат дека грото од фудбалерите ќе останат, дека ќе се засилиме со неколку фудбалери и ќе направиме добра екипа и со амбиции да пробаме уште веднаш да се вратиме во првата лига. Сепак љубовта кон Осогови и кон спортот во Кочани останува и понатаму. Колку тоа ви значи во понатамошната ваша работа? Видите, јас и кога го напуштив Осово и кога дојдов претходно во Осово, јас кажав дека секогаш сум, тоест Осово е секогаш во моето срце и ќе остане, и така да јас од професионални причини морам да наставам, нели, со мојата кариера, а Осово секогаш ќе остане во моето срце и кога и каде да сум, јас нормално со сите мои мисли ќе сум насочени и му посакувам на Осово што побрзо да се врати во втората лига и нормално во догледно време и во првата лига. А фудбалерите на Осогово за една сезона да се вратат во првата лига? Нормално. Се надеваме дека и како, нели, среќа на фудбалскиот клуб, така на стручниот штаб, управниот одбор и на сите фудбалери во Кочани, па и на